Убиствено покачување на цените на горивата. За 2 години дизелот поскап за цели 30 денари по литар. Имено во 2016 година литро дизел чинеше 39 денари, додека со вчерашното поскапување сега неговата цена е 69 денари за литар. Само од почетокот на годината дизелот е поскап за скоро 15 денари по литар, што значи дека за помалку од 10 месеци тој станал поскап за повеќе од четвртина од својата цена, или нешто над 26,5%. Па така, во декември лани, литар дизел се точил за 54,5 денари. За до денеска, заедно и со новата акциза која е воведена на почетокот на годината, ја достигне цената од 69 денари за 1 литар. Покачувањето први го почувствуваа возачите кои сега за иста релација трошат 1/3 повеќе пари од пред 2 години. Колку за илустрација, просечно дизел возило на 100 км пат троши околу 5 до 6 литри. Тоа значи дека пат до Скопје и назад, или вкупно поминати 180 км, во моментов чини околу 750 денари. Истото растојание пред 2 години се минуваше за 420 денари. Не да е висока, ама нема што да правиме. Тешко се издржували бора. Тоа е борбата. Мислам, горивото е скапо. Али тоа е тоа. Нема друг избор. Што е, ќе трпиме. Дизелот како гориво е клучен во речиси секој бизнис каде што транспортот е дел од инпутот во производството. Зголемената цена од над 25% значи изголемени трошоци за компаниите за ист толкав износ, што отвора простор за нов бран поскапување на сите производи во малопродажба. А тоа секогаш се случува тоа. Што се случува? Па после покачување на цената на горивото се иде ланчано. Се зголемува. Прехранбени трошкови се прават на превозите. И автоматски, и автоматизам. Кога се качи, и тоа така стално се менја. Секојаш е било така, дека влече. И влече и ќе влече, па зашо не ги цени си онака многу високи. И преко тоа покачување. Поскапувањето на горивата денес беа тема и на партиска пресконференција. Во Република Македонија има тренд на огромно зголемување на цените на горивата, кое води и до покачување на цените на голем број производи и услуги. Сето ова е доказ дека владата на СДС нема интерес да им излезе во пресрет на граѓаните, а со тоа само ја зголемува сиромаштијата кај граѓаните и го продлабочува и така големиот јас меѓу богатите и сиромашните. Ниту СДСМ, ниту владата предводена од СДСМ не ја одредуваат цената на нафтените деривати. Со ваквите манипулации ВМРО ДПМН продолжува да шири лаги и да се однесува лицемерно кон граѓаните кои 11 години безмилосно ги крадеше, задолжуваше и осоромашуваше само за да се задоволат криминалните апетити на одредени поединци. За разлика од расипничкото и криминално владење на ВМРО ДПМН, кога парите на граѓаните се трошеа на споменици, палми и лажен барок, СДСМ преку владата што ја предводи и создава услови за интензивирање на економскиот раст, пораст на платите и животниот стандард. Инаку цените на горивата ги утврдува посебна регулаторна комисија. Во образложението за последното поскапување се наведува дека истото е резултат на покачување на нафтата и нафтените деривати на светските берзи. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот 14-дневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 1,99% или за 14,325 долари за тон. Кај дизелот зголемување во просек за околу 4,17% или 28,40 долари за тон. И кај мазутот зголемување во просек за околу 7,17% или за околу 31,487 долари за тон. Поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување. Стои во образложението на регулаторна комисија.